Волшебниот коњ. Одамна, многу одамна си живеел моќен цар кој имал 3 ќерки убавици и 1 син. Еднаш кога царот си седел на престолот, му дошле тројца мудреци со чудни подароци. Првиот носел златен паун, вториот бакарна труба, а третиот коњ од абоносово дрво. Какви се овие подароци и каква е ползата од нив? Ги прашал царот. Првиот мудрец му рекол: Овој паун плеска со крилјата и пее при секој нов час во денот и во ноќта. Вториот мудрец рекол: Ако оваа труба се постави на градската порта, таа ќе биде како стражар и ќе затруби кога во градот ќе влезе крадец. Третиот мудрец одговорил: Ако човек го јавне овој коњ, може да отиде во која сака земја. Добро, јас ќе ве наградам, откако ќе проверам дали сето ова е вистина, рекол царот. Откако се уверил дека паунот и трубата се такви какви што му ги опишале двајцата мудреци, тој прашал: Каква награда сакате за нив? Сакаме да ни дадеш за жена по една од твоите ќерки, изјавиле мудреците. И царот, сакал нејкел, ја исполнил нивната желба. Тогаш мудрецот со абоносовиот коњ го замолил: Семоќен господару, награди ме и мене така како што ги награди моите другари. Чекај прво да видиме каков е твојот ждребец, рекол царот. Царскиот син, кој бил најблизу, му се обратил на татка си. Тате, дај јас да го испробам коњов. Штом сакаш, испробај го, се согласил царот. И младиот принц се метнал на абоносовиот коњ и замавтал со нозете, но коњот не се ни помрднал. Заврти го овој гвинт, рекол мудрецот и го покажал гвинтот што се надзирал на вратот од коњот. Принцот го завртел гвинтот и наеднаш абоносовиот ждребец се раздвижил и летнал кон облаците. Се збркал царскиот син и почнал да го разгледува коњот дали има нешто со кое може да го запре. Како што го разгледувал, на неговата десна страна догледал рачка како глава од петел. Ја завртел рачката и ждребецот летнал со уште поголема брзина. Принцот ја разгледал и левата страна, па таму пронашол друга рачка. Ја завртел и неа, а тогаш волшебниот коњ ја намалил брзината и почнал да се спушта надолу. Се зарадувал царскиот син дека ќе може да го управува коњот како што ќе посака и ту го кревал во облаците, ту го спуштал кон земјата. По едно време тој видел под себе некаков убав град со расцутени дрвја и си рекол: Подобро место за ноќевање нема, овде ќе преспијам, а утре, уште взори, ќе се вратам во моето царство и ќе му раскажам на татко ми што сум доживеал и видел. Принцот ја завртел рачката за спуштање над еден дворец со дебели ѕидови и со високи пушкарници, па помалку се спуштил на неговиот покрив. Слегол од коњот и се скрил, измачуван од глад и жед. Кога настапила ноќта, принцот се спуштил по една скала за да побара нешто за јадење и се нашол во еден широк двор послан со мермерни плочи. Се поврткал царскиот син наваму натаму, кога наеднаш во дното на дворот му заблескала некаква светлина. Се загледал тој натаму и, што ќе види, од спротива му се задала прекрасна девојка придружена од цела свита робинки, од слуги и од еден евнух со долг меч на појасот. Принцот се притаил зад еден даб и го вперил погледот во процесијата што му се приближувала. Убавицата била ќерка на царот на таа земја и секоја вечер доаѓала тука да се повесели. Кога слугите распалиле жарници со миризливи тревки и робинките почнале да танцуваат, принцот се појавил од кај дабот, се фрлил врз евнухот и му го грабнал мечот. Потоа ги растерал сите и останал сам со принцезата.
Пленета од неговата убавина, царската ќерка го прашала: Ти да не си синот на индискиот цар што дошол вчера да ме побара за жена, но татко ми го избркал заради неговата грдост? Не, јас сум потомок на хосројските цареви и се викам Хасан, одговорил принцот. Јас се викам Зумурут, се представила принцезата. Откако си поприкажали и се запознале, царската ќерка го поканила младиот принц во својата соба и почнала да го гоштева со сладки и шербет. Во тоа време евнухот отишол кај царот и му раскажал како еден зол дух со човечки лик ја растерал придружбата на принцезата и сега седи и пирува со неа во незината соба. Се разгневил царот и со гол меч се втурнал во собата на ќерка си. Кога го догледал, принцот срипал и сакал да се фрли врз напаѓачот. Царот сватил дека непознатиот е посилен од него, го вратил мечот во ножницата и љубезно го прашал: Ти, момче, зол дух ли си? Како се осмелуваш да ме нарекуваш зол дух, кога јас сум потомок на моќните хосројски цареви? Извикал Хасан. Ако си навистина царски потомок, рекол царот, тогаш зошто си влегол без моје одобрување во дворецот и си се вовлекол во собата на ќерка ми за да ме срамотиш? Јас ке се оженам за неа, изјавил принцот. Каде ке најдеш подобар зет од мене? Согласен сум да се ожениш за ќерка ми, но пред сведоци, а не тајно, рекол царот. Слушај што ќе ти предложам, рекол царскиот син. Или ние двајцата ќе излеземе на двобој, па кој ќе победи тој да има власт над Зумурут, или утре изутрина ти ќе ја дигнеш целата војска и слугите против мене. Колкав е нивниот број? 50.000 коњаници и уште толку робови. Добро, штом ќе настапи утрото, ќе ги изведеш спроти мене и ќе им речеш: Овој човек сака да се ожени за ќерка ми под услов да се бори со сите вас и да ве победи. Ако ме отепаат, твојата чест ќе биде зачувана, а ако победам јас, ќе ти станам зет. Царот го прифатил предлогот на принцот и му заповедал на везирот уште взори да ја собере сета војска за борба. Потоа долго разговарал со Хасан додека настапило утрото. Тогаш владетелот на земјата, чиешто име било Јемен, заповедал да го оседлаат најдобриот коњ за принцот, но Хасан рекол: Не, ќе одам пеш за да ја видам твојата војска. Двајцата отишле на градскиот плоштад, каде што веќе била построена целата војска на царот. Царот истапил напред и рекол: Храбри војници, го гледате ли овој младич? Тој сака да се ожени за ќерка ми Зумурут, изјавувајќи дека ќе се бори со сите вас и дека сите ќе ве победи. Прифатете ја борбата и набодете го на врвовите од вашите копја и мечови, штом се зафатил со толку голема работа. Тогаш се свртел кон принцот и му рекол: Можеш да почнеш. Но како ќе се борам со нив кога сите тие се на коњи, а јас немам коњ? Рекол Хасан. Па нели ти дадов коњ, а ти откажа да го земеш? Рекол царот. Еве ти коњи, одбери си кој сакаш. Јас би сакал да го јавнам коњот со кој дојдов во твоето царство. Каде е тој коњ? На покривот од дворецот. Царот зачудено го погледнал принцот и извикал: Ти, веќе го губиш својот разум, несрекнику. Може ли коњ да стои на покрив? Може, настојувал Хасан. Тогаш царот испратил двајца слуги да се качат на покривот од дворецот и да го доведат измислениот коњ. Помалку, на сеопшто изненадување, слугите навистина го донеле абоносовиот коњ. Сите се натрупале да го гледаат и да му се чудат. Му се допаднал и на царот. Ајде, качувај се, го поканил тој младичот, горејќи од нестрпливост за да види што ќе се случи. Прво, нека се повлечат војниците малку подалеку, рекол принцот.
Царот им заповедал на војниците да се повлечат на оддалеченост од еден полет на стрела и тогаш Хасан се заканил. Сега ќе видиш што ќе стане со твоите војници. Прави како што умееш и не штеди ги, зашто ни тие нема да те поштедат. Се метнал принцот на абоносовиот коњ и го свртел познатиот гвинт. Коњот се разиграл, се исправил на задните нозе и летнал во воздухот. Држете го! Извикал царот кога видел дека младичот се извишува се повисоко. Везирот му одговорил. Господару, како може да се фати птица во лет? Заблагодари му на Аллаха што те спаси од оној опасен магесник. Царот се вратил во дворецот и раскажал на ќерка си што се случило со принцот. Се натажила принцезата Зумурут и од тага попрекрасниот царски син се разболела. Попусто се обидувал татко и да ја утеши. Сета облеана со солзи, таа не сакала ниту да јаде, ниту да пие. А принцот Хасан долго летал со волшебниот коњ додека најпосле не стигнал во своето царство. Кога го видел татко му, го прегрнал и го распрашал каде бил и што доживеал. Бев во градот Сана, престолнината на Јемен, рекол принцот и му ги раскажал на татка си сите своји доживувања, прашувајќи го на крајот каде е мудрецот што го довел волшебниот коњ. Го затворив, синко, зашто си помислив дека си загинал и тој е виновен за твојата смрт. И царскиот син заповедал да го ослободат творецот на абоносовиот коњ и богато да го наградат, но царот не се согласил да му ја даде ќерка си за жена. Тогаш мудрецот се заколнал дека ќе му се одмазди не само на царот зашто го измамил, туку и на принцот кој ја открил тајната на коњот. Те советувам веќе да не се качуваш на овој коњ, му рекол таткото на сина си, зашто може да те снајде нова незгода. Но Хасан деноноќно мислел на прекрасната принцеза Зумурут и нејзиниот лик постојано го следел насекаде. Најпосле тој не издржал и во едно рано утро го јавнал волшебниот коњ и летнал кон градот Сана. Кога стигнал таму, тој одново се спуштил на покривот од царскиот дворец и слегол во одаите на принцезата, но наоколу не се гледала ни жива душа. Принцот тргнал низ дворецот да ја бара принцезата Зумурут и по долго скитање ја пронашол во една оддалечена соба. Таа лежела на перјано легло, обкружена од дадијарки и робинки. Хасан се приближил и ја бакнал во челото, а принцезата го прегрнала и рекла: Како можеше да избегаш од мене? Ако не побрзаше и не дојдеше, јас ке умрев од тага. Сакаш ли да појдеме во моето царство? Ја прашал принцот. Со тебе ќе одам и на крај свет, одговорила принцесата и скокнала од леглото. Хасан ја фатил Зумурут за рака и ја одвел на покривот од дворецот. Ја качил на коњот, цврсто ја врзал за себе, потоа го завртел почетниот гвинт и абоносовиот коњ се кренал во воздухот. Робинките се развикале и му соопштиле на царот за бегството на ќерка му. Царот вмиг се нашол надвор, погледнал нагоре и го видел разлетаниот коњ. Смилувај се, принцу, извикал тој. Не одделувај ме од ќерка ми. Принцот ја прашал принцезата. Дали сакаш да се вратиш кај татко ти? Не, рекла девојката. Ќе бидам со тебе каде и да отидеш. Тогаш царскиот син го збоднал волшебниот коњ и по извесно време во далечината се покажала неговата родна земја. Тој покажал на Зумурут колку е големо царството на татко му и кога се доближиле до престолнината се спуштил во една градина со убава сеница. Принцот го оставил коњот до сеницата и рекол на принцезата: Почекај ме овде. Јас ке појдам да го известам татко ми дека сум пристигнал за да те пречека со почести. Кога се ќе биде готово, ќе испратам човек да те доведе. До гледање, рекла Зумурут и влегла во сеницата.
Хасан отишол кај татка си и му објаснил дека ја довел принцезата и ја оставил во една градина на крајот од градот. Приготви се да ја пресретнеш како што прилега на незиниот царски ред, му рекол тој. И царот се зарадувал и заповедал да го накитат градот со најблескави украси, а за принцезата да ги приготват најубавите соби во дворецот, обновени со злато, везени завеси и балдахини. Принцот, наместо да прати некого да ја доведе царската ќерка, самиот отишол по неа. Но кога стигнал до сеницата, таму ја немало ни принцезата, ниту коњот. Збркан и исплашен, Хасан се стрчал да ја бара низ градината, но од Зумруд немало ни трага. Да не си видел да минува некој наваму? Го прашал тој стариот чувар. Не сум видел никого, освен персискиот мудрец кој собираше овде билје, одговорил чуварот. На принцот вмиг му блеснала мислата дека можеби мудрецот ја грабнал принцезата. И навистина, кога Хасан ја оставил Зумруд во сеницата и отишол во дворецот, персискиот мудрец влегол во градината да собира лековито билје и како што се сновел наваму натаму, неусетно се приближил до сеницата. Гледа тој и не може да им поверува на своите очи. Конјот, направен од неговите собствени раце, му стои од спротива. Кога видел дека конјот е здрав и неповреден, мудрецот сакал да го јавне и да избега, но пред тоа дзирнал во сеницата. Принцезата го заслепила со својата убавина како блескаво сонце. Персиецот и пристапил и ја бакнал земјата пред незините нозе. Кој си ти? Го прашала таа стариот грдосник. Јас сум пратеник на принцот, тој ме испрати да те одведам во градот. Зар принцот не најде некој друг па те испраќа тебе? Мудрецот се засмеал и рекол. Не плаши се од мојава грдост, господарке. Принцот намерно ме испрати мене зашто те сака и нема доверба во другите. Девојката му поверувала на измамникот и му подала рака. Со што ќе ме одведеш? Прашала таа. Со конјов, на кој си дојде на овде. Но јас не можам сама да го јавам. И јас ке се качам со тебе, ја успокоил мудрецот и откако го јавнала во носовиот конј, ја подигнал принцезата, ја врзал за себе и летнал со се неа во облаците. Наскоро градот го снемало од нивните очи. Каде ме водиш? Исплашено извикала Зумруд. Нели принцот ти нарачал да ме одведеш кај него? Проклет да биде твојот принц, одговорил стариот персиец. Тој ми го одзеде конјов и сега јас ке му се одмаздам. Видела принцезата дека е измамена и од мака и очај заплакала. А мудрецот продолжувал да лета и стигнал во земјата на румите. Тој се спуштил на една зелена пољана со бистри извори и со големи дрвја. Токму тој ден румскиот цар излегол на лов и кога случајно минувал покрај пољаната, ги догледал старецот, конјот и девојката. И уште пред да се свести мудрецот, робови се нафрлиле врз него и го одвеле кај царот, заедно со принцезата и со волшебниот конј. Замелушен од убавината на непознатата девојка, царот ја прашал. Убавице, што бараш овде со старецов? Таа е моја жена, побрзал да одговори мудрецот. Не, јас дури и не го познавам, извикала принцезата. Тој со итрина ме одвлече. Кога ги слушнал овие зборови, царот заповедал да му ударат 100 стапа на лажливецот и да го фрлат в затвор. Потоа тој ја одвел девојката во својот дворец и им наредил на робовите да го приберат и конјот без да знае се разбира каков е тој конј. Во тоа време принцот патувал од град в град, од земја в земја и ја барал исчезнатата принцеза. Тој насекаде се распрашувал дали некој ја видел царската ќерка и абоносовиот конј, но луѓето зачудено го гледале и го сметале за луд. По долго и попусто барање, најпосле тој се нашол во земјата на румите и одседнал во еден ан. Неколкумина трговци седеле во анот и живо разговарале.
Принцот незабележано се доближил до нив и се вслушал во нивниот разговор. Да знаете само што се случило, чудо над чудата, рекол еден од трговците. Какво е тоа чудо? Прашал друг. Отидов во престолнината, рекол трговецот, и таму ми раскажаа еве ваков настан. Еден ден царот излегол на лов и минувајќи покрај некаква пољана догледал некој си старец, а до него девојка и конј од абоносово дрво. Старецот бил многу грд, но девојката со својата убавина ја пленила сета царска придружба. Царот го прашал непознатиот која е таа девојка и тој го излагал дека му е жена. Тогаш убавицата се поплакала дека старецот со сила ја грабнал, па царот заповедал да го изнатепаат измамникот и да го фрлат в затвор, а девојката ја одвел во дворецот. Што се случило со абоносовиот конј, не можев да разберам. Се зарадувал принцот од оваа ненадејна вест и откако преноќевал во Анот, утредента рано тргнал кон царската престолнина. Приквечер стигнал пред градската порта, но стражарите го фатиле за да го предадат на царот, но бидејќи било многу доцна, го одвеле да ноќева во затворот. Од скапата облека и од доброто однесување на тугинецот, чуварите на затворот разбрале дека тој не е обичен скитник, па затоа го поканиле на својата скромна трпеза. Од каде доаѓаш? Го прашал еден чувар. Од земјата на Хосроите, одговорил принцот. Со многумина луѓе сум разговарал, рекол чуварот, но досега не сум видел полажлив човек од Хосроецот што е затворен во нашиот затвор. Што ве излагал? Праша Хасан. Тој расправа дека бил мудрец, царот го сретнал со една убавица и со конј од абоносово дрво. Сега убавицата лежи тешко болна во царскиот дворец и никој не може да ја помогне. Ако Хосроецот беше вистински мудрец, тој ќе ја излекуваше. Секоја ноќ тој плаче и се тувка, па не остава да заспиеме. Изутрината чуварите го одвеле принцот кај царот и му раскажале дека тој пристигнал претходната вечер и сакал да влезе во градот. Од која земја доаѓаш, со што се занимаваш и зошто си дојден во овој град? Строго прашал царот. Јас доаѓам од земјата на Хосроите и по занаед сум лекар, рекол Хасан. Патувам низ разни земји и градови и лекувам секакви болести. Лицето на царот се озарило од радосна насмевка. Ти си дојден токму навреме, извикал тој и му го раскажал целиот настан со девојката, како ја нашол на пољаната со мудрецот и со абоносовиот конј, како ја прибрал во дворецот и како таа се разболела и никој не можел да ја помогне. Ако ја излекуваш, додал царот, јас богато ќе те наградам. Прво треба да го видам абоносовиот конј, рекол Хасан. Може би во него се крие тајната на болеста што ја снашла кутрата девојка. И царот го одвел принцот во една соба каде што бил затворен волшебниот конј. Кога видел дека конјот не е ни гибнат, принцот рекол: Одведи ме сега кај девојката да ја видам и неа. Се надевам дека со помошта на конјов ќе можам да ја излекувам. И тие отишле кај принцезата која се преметкала во креветот и никому не му дозволувала да й се приближи. Биди спокојна, и рекол Хасан и пристапил. Кога му го слушнала гласот, Зумрут веднаш го познала и од градите и се откинал силен крик. Таа вмиг се онесвестила и царот помислил дека припаднала од страв. Принцот се наведнал и прошепотил на увото: Биди стрплива и итра. Кога ќе дојде царот кај тебе, пресретни го со кротки зборови и насмевни му се. Тој ќе поверува дека си излекувана со моја помош. Разбирам, прошепнала Зумрут. Хасан се упатил кон царот и му рекол: Во неа се всадил лошиот дух, кого јас ке го изгонам со магии. Појди кај неа и утеши ја. Царот отишол кај девојката која станала од креветот и насмевнато му рекла: Добре дојде.
Голема била радоста на царот кога видел дека убавицата се смирила, па му рекол на принцот: Ти благодарам што ја спаси од тешката болест. Хасан се поклонил и рекол: За да ја излекувам наполно, ти ке треба да ја одведеш на она место каде што си ја нашол. Заповеда им на слугите да го пренесат таму и абоносовиот коњ. Кога сите отишле на пољаната и слугите го донеле коњот, принцот го замолил царот и придружбата да се оддалечат и рекол: Јас ке запалам миризливо билје, ке изговорам магија и духот за секогаш ке избега од тука. Потоа ќе се качам на коњот заедно со девојката и од болеста нема да остане ни трага. Кога го рекол тоа, царскиот син го јавнал абоносовиот коњ, ја врзал принцезата за себе и го завртел гвинтот. Коњот се дигнал во воздухот и сите го гледале додека не се изгубил во облаците. Долго ги чекал румскиот цар младичот и девојката, додека најпосле не изгубил секаква надеж дека тие ќе се вратат, па натажен се упатил кон градот. А волшебниот коњ среќно стигнал во земјата на принцот и слегол во царскиот дворец. По неколку дни Хасан се оженил со Зумруд и ги поканил на богато гоштавање сите жители на градот. Свадбата траела цел месец, а на веселбите им немало крај. И, за да не се случуваат веќе незгоди и доживувања, стариот цар заповедал на клада да го изгорат абоносовиот коњ. И коњот пламнал врз распалената клада и од него останала само пепелта која ветровите ја разнеле на сите страни. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.